Ционизмот е коренот на палестинското страдање. Кои се ционистите и каква е нивната идеологија? It's a political movement, it's a materialistic movement. It was started by Jews who were non-religious. Ционизмот е политичко и национално движење кое тежна е кон создавање и одржување на еврејската држава на Блискиот Исток. За разлика од јудеизмот кој постои повеќе од 3000 години, модерниот ционизам постои повеќе од 130 години. Датира од крајот на 19 век, а творец на оваа идеја е австрискиот евреин Теодор Херцл, кој ја основал Светската ционистичка организација. Иако Тората, светата еврејска книга, забранува кражба, You are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. No one is allowed to steal it, يا عمي. и убиства, אנשים מהם זכר, שלא הם, לא אמא שלהם, לא הילדה שלהם, לא התינוקות שלהם. иако според многумина традиционални ортодоксни еврејски учења, на евреите Бог им забранил да имаат своја држава додека нивниот Месија не дојде, ционистичкото еврејско движење сепак продолжи да тежнее кон својата цел. Преземање палестинска земја со убивање и раселување на палестинците за да се основа Израел. أبوش من الله الله مش للجميع تبع من هذا الله لا اسمع ليش تتغوط هذا الارض تبعك طبعي Поради поврзаноста на еврејската религија, култура и историја со тој простор, Палестина е избрана на првиот светски ционистички конгрес одржан во 1897 година, кога и настана Светската ционистичка организација на чело со Херцел, кој тогаш запиша: Со растечкиот антисемитизам во Европа во тоа време, Херцел сметаше дека единствениот начин на неговиот народ да живее во мир е да имаат своја држава на палестинска територија. Популарниот слоган почна да се шири низ светот: земја без луѓе, за луѓе без земја. Единствениот проблем беше што Палестина не беше земја без луѓе. Голем број муслимани и христијани, заедно со помал број евреи, живееше тука заедно во мир со векови. Се додека Артур Джеймс Балфур не го зеде мастилото во рака и ја потпиша Балфуровата декларација во 1970 година, во која национистите им е дадена британска поддршка за создавање еврејска држава. Денес оваа декларација се смета за документ кој го официализираше блискоисточниот конфликт. Но еврејската имагинација на палестинската земја беше спора и стабилна, се до пресвртот Втората светска војна. По Холокаустот, приливот на евреите во окупираната Палестина нагло порасна и многу држави од Западот почна да ја поддржуваат идејата за еврејска држава во Палестина. Иако резолуцијата на Обединетите нации препорачуваше и независна арапска и еврејска држава во регионот, Израел продолжи и ја прогласи својата независност во 1948 година, точно 51 година по предвидувањето на Херцел. Со тоа, ционистичкото движење ја оствари својата главна победа. Во периодот по своето основање, Израел изврши инвазија на соседните земји, а на крајот на шестдневната војна во 1967 година Израел ја прошири својата контрола во регионот, раселувајќи бројни христијански и муслимански палестинци. Година подоцна, 28-миот Светски ционистички конгрес ја усвои Ерусалимската програма, листа со 5 темели на ционизмот, кои се ревидирани во 2004 година. Единство на еврејскиот народ е Израел како централно место во еврејскиот живот, собирање на еврејскиот народ во неговата историска татковина, јакнење на државата Израел која се заснова на пророчката визија за правда и мир, зачувување на идентитетот и еврејскиот народ преку негување на еврејското и хебрејското образование и заштита на еврејските права било каде. Од друга страна, ултраортодоксните еврејски организации ширум светот се спротивставуваат на државата Израел и ционизмот. Поради тоа, оние кои живеат во Израел неретко и самите стануваат цел на силата на израелската војска.